Здраво! Јас сум Билјана Милиновиќ, регионален менеджер на продажба во ДМ Дрогерија Март. ДМ на нашиот пазар постои од 2012 година и од тогаш активно се вклучува како општествено одговорна компанија во голем број активности, се со цел да ги поддржиме ранливите категории на ова општество. Од тука горди сме што во повеќе наврати имавме можност да се дружиме и да помогнеме токму во делот за подигање на свеста и разбирањето на лицата со попреченост. Тука се бројува и нашето искуство со училиштето Златан Сремец, каде што на наше големо задоволство имавме прилика да се дружиме со дечињата од ова училиште во предновогодишните празници, како и за нивниот патронат. Дополнително ни е драго што успеавме да допринесеме и кон олеснување на секојдневното работење на ова училиште со изградба на рампа, со што го олеснивме пристапот на дечињата до влезот на училиштето. За возврат на тоа, од вредните рачиња на нашите пријателчиња, го добивме овој подарок што ја краси нашата централа. На оваа изработка можеме да го видиме талентот што овие дечиња го поседуваат и да порачаме дека попреченоста не е пречка. Потребно е само поддршка и мотивација. На овој интернационален ден на лицата со попреченост да им порачаме да продолжат мотивирано да ги остваруваат своите успеси, затоа што тие тоа го можат. Поздравува тимот на ДМ. Јас сум Сонја Бојаровска, референт за општествена одговорност во компанијата Тинекс. Преку платформата Тинекс Ти и јас ги реализирам проектите кои го прават нашето општество поубаво за сите. Со посебното основно училиште Златан Сремец имаме долгогодишна плодна соработка. Ние им го донесовме Дедо Мраз со новогодишните пакетчиња, тие ни покажаа неизмерна радост и љубов. Ние им подаривме лампиони за елката, тие не ставија на нивното дрво најсакани пријатели. Ние им подаривме новогодишни украси, тие си го збогатија хуманитарниот новогодишен базар. Ние им подаривме едукативни играчки и лего коцки, тие станаа повешти во креативните работилници. Ние им подаривме училишен прибор, тие полесно се подготвуваат да бидат самостојни успешни ученици. Ние им подаривме UV ламби за стерилизација и дезинфекција на училниците, тие за денот на љубезноста ни се заблагодарија со подароци од нивната работилница. Невидливите попречености заслужуваат видливи општествени промени. Затоа сите да почнеме со промената на практиките за нивното животно обкружување. Кога ќе ги сретнете децата со попреченост, не ццкајте, не ги сожалувајте, не реагирајте суеверно поместувајќи се од столчето или плукајќи си во пазувата. Кога ќе ги сретнете децата со попреченост, помислете колку сте вложиле за промената на нивното животно обкружување. Кога ќе ги сретнете, вие промените се и преобразете си го сожалувањето со рамноправност во заедницата, сепарирањето со активност и прифаќање, милосрдието со реални инклузивни политики и практики, изолацијата со интеграцијата. Обраќајте им се директно, ним, а не на нивните родители. Дали ви треба помош? Да се бориме да добијат асистенција, за да се стекнат со професионалност и самостојност. Борете се за да имаат едукација. Бидете борци за нивните права, бидете борци за нивната инклузија и интеграција. Бидете креативни во комуникацијата со нив. Бидете трпеливи и пријателски настроени кон нив, кон нивните родители и нивните учители. Тогаш промените ќе бидат видливи за невидливите попречености кај нашите деца. Јас сум Мартин Диневски, долгогодишен волонтер во Црвениот крст Република Северна Македонија, општинска организација Кисела вода. Нашата соработка со Златен Сремец е повеќе од одлична и моментално во тек е подготовката за новогодишни празници токму за овие дечиња. Децата со попреченост не се тие кои треба да се избегнат, туку да им се вложи многу внимание, како што и на секое друго дете. Хари Сановски, директор на Општинско основно училиште Невена Георгиева Дуња, Кисела вода, Скопје. По образование сум дипломиран професор по историја, предавам и граѓанско образование и имам повеќе од 20 години искуство во воспитно-образовната работа. Кога зборам за искуството и соработката со други училишта и институции во државата, секогаш како пример за одлична соработка ја спомнам соработката со посебното основно училиште доктор Златан Сремец од Скопје.
Училиште со визија, училиште кое знае каде оди, што сака да постигне. Училиште со одличен менеджмент и наставници, професионалци во својата работа. Нашата меѓусебна соработка започна во 2018 година со подпишувањето на меморандум за соработка и од тогаш започнавме со реализација на активности кои ги реализиравме изминативне неколку години. А истите беа и бројни и разновидни. Да споменам некои од нив. Работилница и презентација на алатки за правење на електронска книга, приказна по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената. Работилница со учениците од двете училишта по повод Денот на аутизмот, новогодишна работилница и изработка на волачиња, активности во парк Шопен по повод Великден, заеднички спортски активности, учество во новогодишни представи. Наставниците и стручните соработници во посебното основно училиште доктор Златан Стремац реализира и обука за изработување на индивидуален образовен план за наставниците од Невена Георгиева Дуња, а исто така вработени во ово училиште се ментори на нашите стручни соработници. Колеги, продолжете и понатаму како и досега да работите во интерес и за подобрување на благосостојбата на вашите ученици. Ви посакувам и натаму да имате добри резултати во работата, а сите заедно да направиме се што е во наша моќ за лицата со попреченост, затоа што сите сме еднакво вредни и посебни, ама заедно сме посилни. Ви благодарам. Добар ден на сите, јас сум Стефан Тодоровски, член на Црвениот крст на Република Северна Македонија, општинска организација Кисела вода. Соработката помеѓу нашата општинска организација и посебното основно училиште доктор Златен Сремец отсекогаш била исполнета со хармонија и обострано задоволство. Особено задоволство на нас како организација, како луѓе, ни представува помошта која ја даруваме, меѓутоа и подготовката на новогодишни пакетчиња, подароци за дечињата од ово училиште, затоа што знаеме колку тоа нив им значи и колку многу радост им носи. Секој дете на овој свет заслужува подеднаков третман, затоа што секој од нив е посебно на свој начин. Децата со посебни потреби се исто толку важни во општеството како и останатите. Јас за крај би кажал дека често пати посакував повеќе луѓе да ја разберат невидливата страна на нештата. Да разберат колку всушност потенцијал и љубов имаат овие деца. Моето име е Данило Деретик и сум ученик во Средно училиште Васка Антонски Дренов во Кисела вода. Недавно сум дел од Црвениот крст на Република Северна Македонија и спаѓам под општинската организација на Кисела вода. За среќа, низ годините и низ животот сум имал огромен број на контакти со деца и лица со попреченост. Можам да кажам дека тие апсолутно би требало да се интегрираат во општеството, да се бидејќи располагаат со огромен број на квалитети, исто како нас. Исто така треба да им се даде шанса што ќе им промени животот, им даде да се интегрираат во општеството. Да бидат дел од едно општество во кое што може да живееме сите во хармонија, да бидеме еднакви, да не судиме, да не бидеме предрасудни, да не бидеме, како да ви опишам, да бидеме сите еднакви равни во општеството, без разлика на боја, вера, попреченост, без разлика. Исто така, јас долго време сакам да волонтирам и исто така сакам да помогнам на некој начин да се инклузираат во секојдневното општество. Пред се, они се луѓе од крв и месо, исто како нас, така да ќе направам се што можам да пробам да помогнам да оди се на прав пат. Фала многу. Здраво. Јас сум Марко Баровски и сум член на Црвениот крст на Република Северна Македонија, општинска организација Кисела вода. Сакам да поразговараме за нашата феноменална соработка со Златниот Стремец сега и дека сме многу задоволни од сите креативни работилници што ги изведувале тие во нивното училиште. И сме секогаш тука со нив да им помогнеме, да направиме некој детенце среќно, да им посветиме љубов и внимание.
И баш сакам да се фокусирам на тоа да се работи за лица со попреченост или лица со посебни потреби, да се има на ум дека сите ние сме посебни на секој начин и дека треба да сме прифатени, да имаат луѓето разбирање, да не дискриминираат и да знаат дека сите сме едно сме сите. Здраво, јас сум Розалија, специјален едукатор и рехабилитатор, магистар по дефектолошки науки, а во моментот сум консултант на Уница за инклузивно образование при Министерството за образование и наука. Мојата соработка со посебното основно училиште Златан Сремац од Скопје во моментот се однесува повеќе на трансформација на ово училиште во училиште со ресурсен центар. Јас како специјален едукатор и рехабилитатор со 10 годишно работно искуство на полето на инклузивното образование, сакам да истакнам дека свеста за потребата на лицата со попреченост е на малку повисоко ниво во однос на изминатите години и тоа навистина ме радува и представува еден мотив, стимул, не само на мене, туку и на сите кои што работиме на ова поле, да продолжиме понатаму, да работиме сите заедно, за да им обезбедиме што поквалитетен живот на лицата со попреченост. Нека ни е честит 3 декември. Здраво, моето име е Александра и сум младински работник од Центарот за младински активизам КРИК. Здраво, јас сум Билјана, исто така дел од тимот на младински работници во Центар за младински активизам КРИК. Нашата соработка со посебното основно училиште доктор Златан Сремец во Кисела Вода започна минатата година и од тогаш па до ден денес имплементиравме голем број на едукативни, забавни и креативни работилници со учениците од ова училиште. Во текот на имплементацијата на сите овие активности наидовме на огромна поддршка и помош од стручниот тим во училиштето. Навистина е задоволство да се следи позитивниот напредок од учеството во овие младински програми. Нашето досегашно искуство покажа дека не секоја попреченост е видлива. Затоа, по повод 3 декември, интернационалниот ден на лицата со попреченост, би упатиле порака се поголем број на млади лица да се вклучат и да дадат поддршка во процесот на инклузија на оваа таргет група.